Екипата на Ренова е најпријатно изненадување на стартот од сезоната во првата македонска фудбалска лига. Тетовските фудбалери во рамките на третото прволигашко коло го совладаа составот на Борец од Велес со 2:0. Ремзи Фаик Селмани го отвори резултатот уште во 5-та минута, а точка на победата на Ренова стави Изета Ерулаху во 84-та минута. Очекувано тежок надпревар, каде што сепак ние заслужено победивме, значи дадовме 2 гола, имавме уште неколку шанси. Борец е една квалитетна млада борбена екипа, затоа и спомнав дека еден тежок надпревар. Што се однесува до овие 3 надпревари, мислам дека освоивме 7 бода, мислам дека е мотив плюс за екипа, каде што во наредното коло идеме на екипи Академија Пандив и сигурно после овие резултати очекуваме позитивен резултат. На секој надпревар се спремаш за тој позитивен резултат. Дали тоа ќе биде нерешено или победа, сигурно би сакале и победа. Меѓутоа и со нерешен резултат требаме да бидеме задоволни. Прво честитки до Ренова за резултатот. Ние пробавме во прво полувреме, мислам дека во прво полувреме имавме поголем процент на шанси за разлика од второ полувреме, меѓутоа мислам дека после трети ден и заморот си доаѓа до себе. Се надевам дека ќе ги согледаме грешките, ќе направиме анализа од утакмицава, ќе видиме каде сгрешивме, што можеме да поправиме и веќе во недела да бидеме многу поспремни за утакмицата. Најголеми возбудувања ова коло имаше на дуелот во Штип, каде Брегалница и Шкендија одиграа нерешено 3:3. Домашните два пати имаа водство 1:0 и 2:1, а Шкендија, откако пред крајот на мечот успеа да направи комплетен пресврт, остана без победата во судиското надополнување на времето, откако домашните го израмнија резултатот на 3:3. На останатите надпревари од третото коло на првата македонска фудбалска лига беа постигнати следниве резултати. Македонија Ѓорче Петров Скопје 5:1, Пелистер Шкупи 0:2, Работнички Струга 0:0 и Тиквеш Академија Пандев 0:2. На табелата Академија Пандев, Шкупи и Ренова имаат по 7 бодови на водечките места. На четвртата позиција е Македонија Ѓорче Петров со 6 бодови. Следуваат Струга и Работнички со 5, односно 4 поени. Брегалница и Борец е на 7-то и 8-то место со по 3 бодови. Шкендија и Скопје имаат по 2 поени на 9-тото и 10-тото место, додека на последните 2 позиции се Тиквеш и Пелистер со 1, односно без бодови.